Благодарам. Жалам што сите амандмани за туризам се одбиени. Со овој амандман предлагаме да се набави специјален пловен објект за интервенција на вода и во крајбрежниот појас во случај на елементарни непогоди, природни катастрофи, како и донесување на план за безбедна туристичка дестинација и управување со итни случаи пред се на Охридското езеро и крајбрежните области. Идејата е пловилото да биде опремено со противпожарна опрема, пумпи за вода, опрема за давање на итна медицинска помош, опрема за спасувачки екипи на вода и на копно и друга потребна опрема. Јас, почитувани колеги, во текот на амандманската расправа, посебно во делот кој што се однесува на туризмот, се надевав дека ве уверивме во нашата сериозност и загриженост за судбината и иднината на туристичкиот развој и очекував да преспиете, да размислите и денес да го прифатите барем овој амандман, бидејќи пред граѓаните покажавте конструктивност и постигнавме некој консензус во насока на тоа дека на сите ни е подеднакво значаен туризмот. Ве молам, докажете им на граѓаните дека сето тоа не беше само глума и ве молам, поддржете го овој наш амандман кој значи безбеден туризам, а Охрид и Македонија безбедна туристичка дестинација. Грижата за состојбите во животната средина и порастот на секторот туризам прераснуваат во едни од поважните извори на економскиот развој во светот, а туризмот представува стратешка развојна дејност која треба да биде иницијатор за развојот на земјата во целина. Веќе нема никакви дилеми за тоа дека е потребен одржлив развој, кој меѓу другото подразбира и квалитет на туристичката понуда, а витални фактори за обезбедување на квалитет во туризмот се безбедноста и сигурноста на туристите во туристичката дестинација. Безбедноста и сигурноста од секогаш биле неопходни услови за патување, но факт е дека овие прашања добија многу поголемо значење за туризмот во последните 2 децении. Обезбедувањето на квалитетно туристичко искуство и доживување на туристите преку обезбедување на принципите на безбедност и сигурност на туристичката дестинација се основна цел на современите туристички дестинации. Во денешно време безбедноста на гостинот е најважна и во денешно време безбедноста на дестинацијата е најголемиот мотив за патување на туристите. Како подкрепа на овој став и идејата за овој наш амандман, ќе посочам еден позитивен пример од пракса, бидејќи дефинитивно не сакате да ги слушате нашите амандмани, па во надеж дека ќе прифатите барем позитивни примери од пракса, ќе ви посочам дека во Турција, односно поконкретно во Анталија, не се дозволи да пропадне туристичката сезона, токму со брзата реакција на државата во справувањето со пандемијата и токму со идејата за промоција на безбеден туризам. На тој начин, наместо да седат со скрстени раце како што овде тоа се случува и да очекуваат пандемијата сама од себе да пројде, или како што би рекол еден ваш градоначалник, Господ ја даде, Господ ќе си ја земит, веднаш изготвија сертификат за безбеден туризам со кој хотелите во Турција се пополнија за 80%, а Турција ја посетија близу 2 милиони туристи и туристичкиот сектор успешно го положи испитот наречен COVID-19. Значи, и таму имаше пандемија, но наместо сета неспособност да се сокрие зад пандемијата и секој неуспех да се препише на пандемијата, се завзеде цврст став и се постигна исплатлива работа. Значи, во Турција, како дел од мерките усвоени во борбата против COVID-19, беше осмислена програма за сертификација за безбеден туризам за домашните и странските посетители од страна на Турското Министерство за надворешни работи, Министерството за туризам и култура, Министерството за здравство и Министерството за транспорт, заедно со бизнисмените од овој сектор. А кај нас нема кој да се состане, нема кој да истражи, нема кој да предложи, а уште помалку кој да реализира. Да не го споменувам пак оној на кого што се наслонавме и во чии што раце го оставивме јадниот ни наш туризам.
Затоа, за разлика од нашата Агенција за промоција и поддршка на туризмот, која се уште очекува да заврши пандемијата, за да продолжи да субвенционира туристи, кои прашање е кога и дали воопшто ќе дојдат, Агенцијата за туризам, промоција и развој на Турција извади податоци според кои 491 објект за сместување до крајот на јули аплицираа и добија сертификат и 301 од нив веќе има официјален документ во моментот кога ја читав статијата. А процесот на документација беше во тек и за останатите објекти. Во меѓувреме, 25.000 работници, вработени во секторот на туризмот, се стекнале со онлайн обука во согласност со програмата за сертификација. Исто така, и кафулињата и рестораните добија документ за своите бизниси, додека нашите ресторани едва и преживуваат, а дел од нив се со нула промет цела година. И ајде сега, ви се молам и покрај тоа што знам дека конкретно на колешката Ѓоргиевска не и се допаѓа реченицава, но кажете ми како да не ја изговорам. Па срамота е. Срамота е, луѓе. Туризмот, македонскиот туризам не го заслужува овој однос. Ви благодарам.